Вице-премиере, вие сте задолжени за економското портфолио, но истовремено сте и подпредседател на главната владеачка партија СДСМ. На што укажа американските соговорници во одделот за трговија, ММФ, Светската банка, но и Стејт департментот? Сите до еден не поддржуваат во нашите напори за патот за европските интеграции. Има сите една иста констатација дека Северна Македонија го заслужува местото во Европската унија не денеска, туку многу порано, и дека патот и напорите кои што нашата држава ги има превземено овде се гледаат како голем исчекор наспроти другите земји на Западен Балкан. Корупцијата ги одвраќа не само домашните, туку и странските инвеститори. Вице-премиер, со оглед дека сте задолжен за економијата, измените на кривичниот законник доаѓаат во време кога Северна Македонија е подметена силна критика од САД и од Европската унија за неказнивост, за неефикасност, неуспешна борба против корупцијата, отсуство на владење на правото. Невладиниот сектор со жестоки критики, реакции и барања за измени. Какви се вашите реакции? Ова беше едно и од темите на разговори низ различните состаноци, особено состаноците кои што ги одвивавме, а има економска позадина. Сметам дека тоа што е уведено со последните измени на кривичниот закон не е дека нема да има казнивост. Казнивоста е таму. Сметам дека опфатот на казнивоста е многу поголем од што било претходно. Но вообичаено кај нас никој не сака да ја чита целата содржина на измените и на целокупната суштина на измените. Например, таму има еден сегмент кој што воопшто го немаше претходно, а тоа е сегментот на опфатот на конфискација на имот, каде завршува сето тоа. Сметам дека тоа е нужен процес на кој што мораме да покажеме дека казнивоста не може да биде само на еден или 5 луѓе или 10 луѓе од највисоките функции, туку казнивоста мора да се распространи кај сите кои што имаат лична одговорност за тоа што го имаат направено. И јас сум еден од луѓето кои што цело време вели дека ние мораме во нашата земја еднаш за секогаш да колективната одговорност ја замениме со лична одговорност, затоа што сметам дека доволно беше 32 години сите да се кријат позади колективната одговорност, тоест никој да не одговара лично за тоа што го има направено. И затоа сум строг поборник, и тоа беше пораката која што јас ја пратив, дека компромис со луѓе кои што се одговорни за состојбите во нашата земја не треба да се прави без разлика која е цената. Но од сите предизвици Стејт департментот за Северна Македонија ги издвои владењето на правото. Апсолутно да. Тоа е императив, тоа е едно од предизвиците кои што секојдневно, јас лично и моите колеги се бориме. Кога имате фатена држава, capture state, не можете да постигнете во одредени брзо време да се вратите во јасните начела на владењето на правото. Тоа е процес кој што трае. И секако, ако денеска се оцениме кај сме и кај бевме само пред 6 години, далеко сме подобри. Но дали сме таму кај што сите заслужуваме да бидеме, се уште сме далеко. Доаѓате во Вашингтон во време кога Северна Македонија е под сериозни критики за начинот на кој се справувате со економските ефекти, особено со високиот ценовен пораст. Ние имаме отворен диалог со сите чинители во општеството. За жал, истата констатација доаѓаше и во време на COVID и во време на справување со економските последици од COVID и понатаму, и за да после година дена дојдат од меѓународни финансиски институции, меѓу другото тие што денеска и вчера се видов, Меѓународен монетарен фонд, Светската банка, во кој што ни дадоа секако пофалби за тоа што сме го направиле со справување со економската криза. Сега е истото. Ние ги преземаме затоа што сме кажале дека не можеме и не сакаме да бидеме тие кои што ќе ги нарушат начелата на пазарната економија. Но кога тоа е нужно, затоа што
во началото на пазарната економија, тие кои што се чинители, а тоа се исто стопанствениците, ќе почнат да се однесуваат неетички и неморални. Се додека ги неаме се уште законските можности за нефер практиките, трговските практики да бидат казнивоста да биде поголема, ние мораме да излеземе од началото на пазарната економија и да воведеме мерки како што воведовме последно. Но тоа е нужно заради нивното однесување. Но дали затоа што оние креираат го креираат поголемиот проблем кој што секако јавноста, тоест крајните потрошувачи највеќе ги погодува. Владата најави замрзнување на прехранбените продукти за да го замрзне ценовното цунами од 46% пораз наспроти европските 11%. Опозицијата смета дека ова е нужен, но задоцнен потек. Економијата забавува, инфлацијата тешко се скротува. Кои се неопходните чекори? Сметам дека различно гледаме со различно научари. За жал, јас се обидувам да бидам оптимист и реален. Доаѓам од бизнес секторот, сум бил на другата страна, знам што бизнес секторот и како бизнес секторот гледа. Сум бил и надвор од бизнес секторот, сум бил во граѓанскиот сектор, кај што обичниот граѓанин ги гледа работите. Сметам дека мерките се носат соодветно. Не можете да скрутите нешто во кое што инфлацијата е увезена. Ние бевме на нивоот од прилика 18,9% минатата година во октомври. За една година ја намаливме двојно. Сега сме на ниво под 8%. Да се префрлиме накусо на најактуелниот предизвик за Северна Македонија, уставните измени. Има ли рок, има ли план Б? Што ако не успе усвојувањето? Северна Македонија, нашата татковина, нема план Б. Единствениот план и единствениот пат е интеграција во Европската унија. Сметам дека подобро побрзо, порано, отколку покасно, сите чинители, овде сите политички партии, ќе се освестат дека евентуално техничка измена во Уставот не мора да значи дека ја губиме битката кон одредени наши соседи. Дали може би излезе предвремени избори? Тоа е можна опција ако се има јасна слика дали тие кои што учествуваат во евентуалните предвремени избори имаат јасен план. За нас, како владеечка партија, како една од најголемите партии во државата, планот е јасен. Европските интеграции немаат замена. А за сите други кои што сакаат да имаат превремени избори треба да кажат дали Европската унија е императив и за нив и дали евентуално имаат замена и план Б. Но планот мора да биде јасен, обзнает пред да се иде на избори, инаку изборите нема да имаат никаква логика. Вице-премиере, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам за поканата, ми беше задоволство.